склоп на овој проект за јакни на самохрани родители на општина Куманово е разгледување на проблематика на самохрани родители и нивна помош и соработка. Зашто помош и соработка заедно со Агенција за вработување, Центар за социјални работи, Црвен крст, Министерство за труд и социјална политика, самохрани родители кои се присутни и сигурно професорите и други од образовни институции. Овој проблем многу малку е до сега медиумски покриен, истакнат многу повеќе се работеше до сега, значи процес пред развод, за време на развод, а по развод се оставени само на себе, значи на своји плечи да го изнесат проблематиката и што се однесува на одгледување на нивни деца, на одржување на семејството, материјална, психички и од секоја природа. Ова што ние го сработивме да директно влијаме на 20 самохрани мајки, ovo се че беа мајки од различни етнички состав, различен социјален состав, да може да зајакнат, да бидат свесни за своите можности, беше интегриран пристап, значи од сите наведени институции, во област на психосоцијална рехабилитација, во област на личен раст и развој, во област на комуникација, подобрување на комуникација и во област на решавање на проблемите со медиација. Има постојана помош, значи за 3 месеци, освен обука, има еднаш седмично помош од лица за социјална заштита, од медиатор, од психотерапеут, така да после ова округла маса ќе стои една заедничка активност во кој ќе ги согледаме заедно со социјалната група кои придобивки ги добија. Можам да ги изнесам своите задоволства, а и тука може да ги видите од нив, затоа што прв пат се работи како една група за самопомош, прв пат они се сретнуваат со слични со слична проблематика од другите личности, да ги споделат, да зајакнат меѓу себе и да видат како можат на подруг начин да ги зголемат своите можности и способности, да станат свесни што можат, колку можат, да продолжат понатаму во животот заедно со она што го носат на себе, односно дел од семејството. Јас би го кажала една мисла, значи на крај, ние значи што направивме со добра мисла, значи со добра припремена екипа и целосно подготвени, затоа што нашето здружение веќе има многу искуство работено со посттравматичен стрес, психосоцијална рехабилитација и би го кажала една од Ана Каренина, сите среќни фамилии прилегаат една на друга, секоја несреќна фамилија е несреќна на свој начин. Значи, во однос на несреќните моменти што споделивме, сите беа карактеристични и верувам дека успеавме да го споделиме со нив, остануваме и понатаму да бидеме нивни соработници. Тоа е тоа што заедно со овие институции што веќе ни дадоа поддршка, а главно и најважно е дека овој проект е поддржан од Влада на Република на Македонија. А кој друг се вклучен на забавата? Веќе значи спомнав, Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување, Центар за социјални работи од Куманово и Црвен крст од Куманово, они ни беа помошници, соработници и други невладини организации кои сигурно со своји членови, со медиатор, со вклучени директно во проектот.